Крф е најпознатиот јонски остров. Една од неговите најголеми атракции е неокласичниот замок Ахилеон. Изграден е во 1863 година по наредба на кралицата Елизабета Баварска, позната како Сиси. Изграден е според плановите на еден италијански архитект. Кралицата внимателно ги следала сите ископувања на Шлимен, ги прошетала сите локалитети од Тројанската војна и била колекционер на антички артефакти. Својата палата ја именувала според омилениот херој Ахил. Веќе во 5 век, на местото од старата тврдина се издигал замок. Него го засилиле византијците и готите. Главниот град бил пренесен тука како заштита од вандалите и словените. Подоцна сите згради биле поврзани со подземни лавиринти, а целата конструкција била заобиколена со ров полн со вода. Надвиснатиот мост води до променадата. Изложбата во тврдината го прикажува венецијанското владење од преку 400 години. Во неокласичната зграда на северната страна од главниот плоштад биле сместени канцелариите на британските гувернери. По повлекувањето на британците таа станала резиденција на грчкото кралско семејство. Денес овде е изложена една античка колекција. Најубавата зграда на главниот плоштад е палатата на Листон. Таа е изградена според стилот на улицата Риволи во Париз, а ја конструирал инженерот Лесепс, таткото на градителот на Суетскиот канал. Недалеку од аеродромот, веднаш до лагуната Халикаопулу, се наоѓа најпосетуваната и најфотографираната локација на Крф – манастирот Влахерна. Едноставната бела црква со камбанарија е символ за островот. Изградена е на мал полуостров и до неа може да се приде по тесната пешачка патека. Зад неа е романтичниот и екстремно зелен Понтикониси, познат уште и како островот на глувците, каде што извртените скали помеѓу зеленилото водат до малите конаци. Сидари е најпопуларното одморалиште во областа. Препознатливо е по специфичните карпи со линии од песочни кои врз себе носат траги од илјадниците изминати години. Гребените оформени од водата и ветрот се појавуваат на сите разгледници од Крф. Каналот на љубовта е локална атракција. Се верува дека ако двојките заедно го препливаат, никогаш нема да се разделат. Од тука може да се отплови до Диапонскиот архипелаг, Палеокастрица и Касиопи. Една точка на планината над Палеокастрица намерно била именувана Бела Виста, што значи убав поглед. Панорамата од терасата на кафулето е една од најубавите во светот. Двата заливи се разделени со копнен теснец, а карпите се прекриени со изобилна вегетација. Гребените кои се издигаат од морето вреди да се погледнат одблиску. Тука се оформени повеќе мали шуплини во карпите. Сончевата светлина што се одбива создава навидум нереални сини и зелени нијанси. Локалните бродари со задоволство ќе ви ги покажат овие места кои потсетуваат на сината пештера во Капри. Хомер вели дека Одисеј и Наусика се сретнале токму овде.